Целосно ќе се рехабилитира водоводната мрежа во Кичевското село Вранештица. При денешните средби со жителите, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски најави решавање на еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат во текот на летото. Груевски вети дека ќе се обезбеди лекарска грижа за повозрасното население преку проектот Рурален лекар. Во Вранештица, каде живеат околу 400 жители, чија главна дејност е гранчарството, ќе се разгледа и можноста за државна поддршка на овој занает. Лекар му треба по информација околу 700-800 најмалку. Не мора матича, ама од брза помош, знаеш, за обичните. Рурален доктор не доаѓа? Не доаѓа. Само еднаш на стартуваше проектот. Значи за рурален доктор. За рурален доктор. Ако може да доаѓа еднаш неделно. Ќе провериме, ќе ви кажем. Добар ден. Добар ден. Како сте? Ние да погледнеме моци како работите. Како е Антонио не гледа. Не е за позавување работа. Ние од Германија се знаеме. Работеше во Германија. Така? Како се иначе? Значи, од едно вакво, што се прави? Ваганче. Ваганче, а? Интересно, значи по 50 на ден вакви. Ваганче. Дај дете, повеќе. Ама години си има па 80. 80? 80. Лекарска грижа ќе добијат и жителите на Кичевско Другово. Министерот Мисајловски вети дека целосно ќе помогне и во решавање на проблемот со фекалната канализација и изработката на проектот. За таа цел обезбедени се 740.000 евра, за кои општината само треба да аплицира. Груевски најави дека ќе се разгледа можности за реконструкција на спортската сала во основното училиште во Другово. Единствено треба градоначалникот да достави проект до нас, ние ќе го isfinansirаме цел. Сега слушнав од мештаните дека нема градоначалникот средства за проект. Јас ќе го направам проектот, од тие истите средства само ми треба да аплицира кај нас бидејќи јурисдикција него. Јас уште еднаш ќе се обидам со градоначалникот. Вие обезбедите 1.600.000 евра. Во негова надлежност е на градоначалникот. Можеме да дојдеме до градоначалникот таму. А владава ќе му обезбеди пари. Само треба он барање да поднесе. Да, тоа е катастрофа. Затоа збориме за Ама вие едно зборите, а друго зборите. Тоа го разбрахме што го кажа. Сега збориме како да го решиме. Што треба да се реконструира? Кровот и подот, обично. Најчесто е така. Кровот е сменет, значи пред 10 години, јас сум 30 години во училиште, кровот е сменет пред 10 години, тој е добар. Само паркетот се. Паркетот, да, внатрешниот дел и ламперијата што е стрејата на спортската сала. Добро, ќе го забележиме, ова не можам одмah да одговорам, но ако има некоја можност, ќе го забележиме и ќе действуваме. Според Груевски, од особена важност за жителите на Кичево и околните села е и отварањето на американската Key Safety System, која значително ќе ја зголеми вработеноста во овој регион. Тој потенцираше дека директната комуникација со граѓаните е одлична можност да ги согледа реалните проблеми на терен, чие решавање ќе биде дел од програмата за претстојните парламентарни избори.